Dobar den, dragi učenici. Јас сум Аземина Нурединовска, оделински наставник во Основното училиште Браќа Рамис Хамид, Скопје, трето оделение. Денес ќе држам видеочас по предметот ликовно образование. Материјали кои ви се потребни за овој час се листот блок, молив, темперни бои, лист хартија за нанесување различни нијанси, палета, четка, чаша со вода. Денес ќе сликаме со темпера секундарна боја портокалова. Мотив на денешниот час е морков, различни големини. Кои се целите и задачите на оваа наставна активност? Стекнување на знаења. Учениците треба да стекнат знаења за поимот секундарна боја, да ги научат начините на добивање на секундарни бои. Стекнување на вештини. Учениците треба да стекнат вештини за добивање на секундарни бои со мешање на две примарни и да применат во слика. Стекнување на способности, да ги препознаваат секундарните бои во ликовните дела и во околината. Боите ги делиме на примарни или основни и секундарни или добиени. Примарните или основните бои не можеме да ги добиеме. Нив ги има само во природата. Тоа се црвена, жолта, сина. Секундарни или добиени бои се добиваат со мешање на основните бои: портокалова, зелена, виолетова. Од основните црвена и жолта се добива секундарна портокалова боја. Од основните црвена и сина се добива секундарна виолетова боја. Од основните сина и жолта се добива секундарна зелена боја. Да се потсетиме дека портокаловата боја е секундарна боја, која се добива со мешање на двете основни бои, црвена и жолта. Кога овие две бои ќе ги помешаме, ја добиваме портокаловата боја, како што е прикажано на сликата. Човекот насекаде околу себе се среќава со портокалова боја. На сликите се дадени портокали, моркови, тикви, цвеќиња. Сите тие се во портокалова боја, но, како што може да забележите, сите се во различни нијанси на портокалова боја. Сега, да видиме практично како ќе добиеме портокалова боја. Следете го видеото и работете со веќе подготвените материјали. Почнуваме. Земаме темперна жолта боја, ставаме врз белиот лист. Потоа додаваме црвена темперна боја. Со помошна четка ги мешаме црвената и жолтата боја. Мешаме додека бојата не се изедначи, тоест додека не добиеме еднолична боја, портокалова боја. Потоа преминуваме на цртање на морковите. Треба да нацртаме моркови со различна големина. Цртаме поголеми, помали, средни, најмали морковчиња. Вака нацртаните моркови ги боиме со портокаловата боја, која што ја добивме со мешање.
Вака, обоените морковчиња добиваат својот природен изглед. Потоа имаме зелена боја. Со зелената боја ги боиме рачките на морковчињата, ливчињата на морковчињата. Добија сосема својот природен изглед морковите. Ова морковче е направено од глина, што го гледате, и обоено е со портокалова боја. Вака треба да изгледа вашиот цртеж со моркови во различни големини. Еве и друг пример на моркови со различни големини. Што научивме овој час? Научивме да разликуваме основни и секундарни бои. Научивме да ги применуваме основните бои за да добиеме секундарна портокалова боја. Научивме како да ги употребуваме боите за сликање на површина. Драги ученици, се надевам вашите ликовни дела изработени на овој час по ликовно денес ќе закитат вашата соба. Истражувајте во природата, во вашата средина, околина. Истражувајте ја портокаловата боја каде се може да ја најдете.